Автомобилот кој го постави светот на тркала и од корен ја измени индустријата наполни 115 години. Единствен заслужен за неговото создавање е Хенри Форд, кој не можеше да седи мирен додека не биде задоволен од среботеното. Неговиот и најетлив карактер постојано го доведуваше во конфликт со сите, најмногу со финансиерите кои бараа брз поврат на инвестираното. Затоа и Хенри Форд смени 4 компании пред да го направи модел Т онаков како што тој го беше замислил, што му успеа дури од 25-тиот обид. Токму поради тоа автомобилот беше означен со 25-тата буква од абецедата. Производството на модел Т започна во 1908 година и на почетокот се одвиваше на традиционален начин. Идејата за воведување на монтажната лента Хенри ја има добиено 2 години подоцна при една своја посета на фабрика за храна каде видел како таа се пакува. Усовршувајќи го процесот, тој ја примени во производство на модел Т, со што драстично се зголеми продуктивноста. Со намалувањето на трошоците паѓаше и цената од почетните $24,000 изразено во денешна вредност на само 4,000. Но тоа не беше се. Хенри ги шокираше американските капиталисти зголемувајќи ги повеќе од двојно надниците на работниците. На тој начин тој створи услови модел Т масовно да се купува, што во еден момент доведе до производство на 2 милиона возила годишно. Тоа значеше дека монтажната лента на секои 24 секунди ја напушта по еден автомобил, но и дека дури 60% од сите продадени автомобили во светот беа модел Т, а тој со текот на годините не се менуваше многу. Имаше 2,9 литарски мотор со 20 конски сили, кој можеше да работи на бензин, керозин или етанол. Тежеше 540 кг и со помош на двостепениот менувач постигнуваше 70 км на час. Имаше сопирачки само на задните тркала, а се произведуваше единствено во црна боја, бидејќи таа најбрзо се сушеше. Обстана 19 години, за кои беа направени малку над 15 милиони примероци, бројка која како рекордна беше соборена дури 1972 од страна на Volkswageновата буба.